размислував на што се должи овој пресврт да луѓето излезат на протест, бидејќи нели имаше десетици протести, а немаше луѓе. Пробував некако да дојдам до некаков логичен одговор сам за себе, зошто тоа сега се случува. Ми се чини дека после локалните избори некаков пресврт настанува кај луѓето. Во одредени градови се покажа дека тоа некое опозиционо граѓанско настроение е мощно изразено, па и у Скопје на пример, во вториот круг, нели опозициониот кандидат доби дупло повеќе гласови, што индицира нели едно големо такво расположение. Ми се чини дека од некоја таа корелација луѓето сватија дека бидејќи нели цело време се форсира еден црно-бел свет, една дуалистичка политика, дека има две партии, дека се менја, дека се лоши, дека ништо не може да се смени, дека нема решение и така натаму. Но веќе после ова со неколку плюс нијанси слика после локалните, ми се чини дека народот гледа дека може да го изрази и на друг начин своето незадоволство. Мислам дека не е случајно. Неколку изборни циклуси паѓаше бројката на излезените, а меѓутоа таа не се преточуваше во надвор од тие две инки. Сега почнува нагло да протекува од тие две инки кон некаква трета, четврта можна варијанта и едноставно луѓето веќе гледаат дека може и нешто друго да постои кое што ќе го канализира или ќе го води тоа граѓанско движење или граѓанско размислување или граѓански протест. Котлар не беше среќно решение и не беше добро решение за архивот според мене, затоа што она е историчар, не е оперативец. Државниот архив е една многу комплицирана структура, централизирана структура, преку 300 вработени, многу сериозни операции, многу документација. Котлар требаше си пишува книги, меѓутоа нели преку Солза Грчева влезе во ова. Ако беше лошо решение Котлар, ова е катастрофата која што ВМРО може да му ја направи во најголема смисла на архивот. Станува збор за еден човек кој што доаѓа по принцип на негативна селекција. Предпоставам дека сега ќе го гледаат оние ќе го анализираат дали може да ме тужи, пошто се заканувал дека што и да кажам за него ќе ме тужи. Па нема проблем, може тужба. Навикнат сум више на нивните закани. Значи ова е еден исклучително несоодветен кадар. Он има една единствена предност. 100% партиски послушник, човек кој што работи под маса, зад грб, кој што сите работи што ги правила Котлар ги има раскажувано, пренесувано во партија. Значи овде не станува збор за избор на стручњак, пошто лично мислам дека он не е стручен во ништо, туку станува збор за награда за подбуцнување и користење на партиските ходници за да се добере до функција. И тоа окей, такви има многу у партиите и у ДПМН и у СДСМ. Меѓутоа, ова е сензитивна институција. Човеков е меѓу другото и според мене мизантроп, доаѓа од комитет кој што не е успешен, ако гледаме и по општински комитети. Значи, вака една комплетна катастрофа за архивот, дотолку подобро за мене, затоа што во низот на директори може многу добро да се спореди кој како работел и што постигнал. Ги памтам процесите од почетокот на демократизацијата овие 35 години. Памтам распад на Албанија и граѓанска војна. Што беше само на хартија беше држава. Буквално северот и југот на таа држава беа расцепени надвор од контрола на државата. Ја лично го осеќам ко пораз на нашата генерација ова што ни се случува во реалноста, да таа држава го отвори последниот кластер, а ние абер да немаме од ништо. И цело време ние сме жртви, цело време сите се против нас. Цело време имаме некакви салонски политичари кои што глумат во своите јавни настапи и едва чекаат да заврши тоа за да се повлечат во удобноста на кабинетите. Од тоа што немавме политичари кои што ги решаваа овие проблеми. Првите предлози беа промената на името да биде само за надворешна употреба, ќе имавме дома не променет устав, не променето име, не променети лични документи, ќе ги предухитревме некои критериуми што настанаа подоцна во Европската унија. До сега ќе бевме најмалку таму каде што е Хрватска по пристапот кон Европската унија. Греот е за овој народ кој што му пројде цела една генерација, немаше можност да живее нормално. Цело време избираме по принцип на негативна селекција. Знаеш како викаат сега странци? Не го сменивме ние уставот. Вие си гласавте у собрание и управо се. Кога немаше луѓе што ќе кажат давам оставка, не гласам. Идам у затвор, Бети, тие другите што беа, требаше да идат у затвор. Немаше да се смени уставот.